Добро вечер, топ тема на ваша страна, јас сум Боби Христов. Ке дочекаме ли пензија? Тоа е прашање на здравје и многу други околности. Но ќе има ли пари таа да ни се исплати е сосема друго. Прашање на конкретни политики. 311.496 лица. Толку изнесува бројот на пензионери на крајот на јануари годинава, според последните статистички податоци на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување. 13.923 денари е вкупниот просек на исплатена пенсија. Но дилемата што се почесто и одново се наметнува е ќе има ли пари да се исплаќаат пензиите, бидејќи пензискиот фонд тоне во се подлабоки долгови. И ако не се дотациите директно од буџетот, пари за пензии практично од фондовската каса и не би имало. Во пресред на стратегијата што ја најавува владата за реформи во пензискиот фонд, вечерва дебатираме за тоа кои се опциите за негов спас, односно за спас на нашите пенсии. А за тоа мој гости вечерва се Благица Петрески од Finance Things. Добро вечер и добре дојдовте. Здравко Савески од Левица и господин Павле Гацов, даночен експерт. Прашање за сите тројца, бидејќи и детално ги следите, работите, ако продолжат овие трендови кои што сега и состојба во која што е сега пензискиот фонд, Петрески, очекувате дека кога ќе дојде време здравје и живот за пензионирање, ќе има кој да ви плати пензија? Два аспекти се тоа. Прво, како е поставен пензискиот систем, а второ, кој ќе ја плати таа пензија. Првиот аспект, од аспект на како е поставен пензискиот систем, на принцип на солидарност, пензии треба да има и секој недостаток ќе треба да се рефундира од државната каса. Меѓутоа, тој износ кој што ќе се надополнува од државната каса и понатаму ќе расте доколку не настанат реформи. Во овој момент, односно во 2016 година, 26 милиарди денари беше дефицитот и износот кој што од буџетот директно се финансираше во пензискиот фонд и тој износ и понатаму ќе расте доколку не настане реформа, а тоа значи дека тој износ ќе го плаќаат сите граѓани и оние дури кои никогаш нема да земат пензија. Гацов, може да се прелева очупливо во празно до недоглед? Здрава економија се разбира нема да дозволи таква работа. Република Македонија, ако има тренд да станува модерна, во наводници западна економија, да кажеме, веројатно ќе мора да најде решение за ваквата дубиоза, односно дефицит. Се разбира, недозволиво е понатамочното обстојување на дефицитно финансирање на товар на буџетот, бидејќи буџетот има своји намени и де факто овој одлив на средства кон фондот за ПИО ја прави државата многу понемоќна за оние основни цели за кои што постои буџетот. Ако нема корените реформи кои што се очигледно, колку е реална опасноста фондот да банкротира, едноставно да и сегашниве и идните пензионери да останат без тоа што го заработиле, сработиле и го дале на државата? Се разбира, Република Македонија се уште е организирана држава, нема да го дозволи тоа, ниту по цена, можеби 100% фондот за ПИО да се финансира на товар на буџетот. На тоа има своји импликации. Се разбира, меѓутоа многу е далеку да дојдеме до категоријата банкрот, токму и затоа ги нагласуваме овие потреби, можности, опции за да се намали тоа дефицитно финансирање, значи уште повеќе да се заздрави финансирањето на фондот. Савески, колку еден работник денес може да биде сигурен дека во сигурна старост од она што го заработува и одвојува денеска на стари години? Како и обично, товарот сака да им се префрли на работниците, што секогаш се смета за најлесниот начин на решавање на проблемите кои ги создавале политичките елити во Македонија, но работникот не треба да плаќа за грешките на политичарите. Оваа дупка во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување е дупка предизвикана од погрешни економски политики. И овие денови стана актуелна препораката на ММФ, за која понатаму претпоставувам ќе зборуваме, но јас би потсетил на едно истражување кое беше сосема неодамна, кое сосема заборавивме на него,
од Центарот за економски анализи и по-конкретно од професорот Шукаров. Неговото истражување кажува дека дупката во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување ќе биде затворена во 2027 година, значи за 10 години, и дека дури и сите работи да останат исти. Ако има позитивни шекори, дури ќе има и плюс многу скоро во Да, ќе ги разговараме сите тие детали, токму тоа се и двете опции кои што се условно ставени на маса или се појавија во јавноста, зголемување на старосната граница или на придонесите. Одиме со анализа на Виолета Зајкова Стојановска околу тоа каква е состојбата во пензискиот фонд, кои се модалитетите за можни решенија, а потоа ќе ги дебатираме сите прашања поединечно. Голем интерес и впечатливи коментари и на нашиот видеоблог. Социјалните мрежи се отворени за ваши коментари и во текот на цела емисија. Одиме со анализата како вовед во натамошната дебата. Укажувањата на Меѓународниот монетарен фонд дека ситуацијата со испразнетиот ПИОМ може да се реши со зголемување на старосната граница само ги потврдија стравувањата на македонското население. Неприфатлива е опцијата жените наместо на 62 додат во пензија на 64 години, а мажите наместо на 64 да станат пензионери на 66 години. Сите споредби со развиените земји според граѓаните немаат основа, со оглед на условите во кои живееме и работиме. Со ваквите размислувања не се согласуваат представниците на ММФ. Велат животниот век во Македонија е сличен со просекот во Европската унија, а нашиот пензиски систем е повеликодушен во однос на другите земји. Пензискиот дефицит е многу висок, сега е 4,5% од бруто домашниот производ. Населението старе, па ако вака продолжи, тој ќе стигне до 10,5%. Нешто мора да се направи со ПИОМ за тој да биде одржлив. Придонесите што се плаќаат и возраста на која луѓето се пензионираат се пониски од земјите во Европската унија. За да се поправи тоа и ПИОМ да стане одржлив, треба возраста за одење во пензија да е во согласно со Европската унија. Растот на пензиите да е врзан со стапката на инфлација, а не со растот на платите, и да се затворат бројните законски дупки кои овозможуваат предвремено пензионирање. Големување на возраста за пензионирање е една од трите опции за спас на ПИОМ и на дел од домашните експерти. Првата симулација предвидува зголемување на придонесите од 18 на 22%, поместување на старосната пензија за 2 години, но и на границата за пензионирање со бенефициран стаж за 3 години. Недостаток според експертите е што товарот ќе падне на една генерација. Второто сценарио е комбинирана реформа, раст на придонесите за 2, односно 3% и на возраста за пензионирање за 1 до 2 години. Товарот се дели меѓу генерациите, но сите промени, велат експертите, настапуваат веднаш. Третата опција е оценета како најповолна – зголемување на придонесите за 2% веднаш и дополнителен 1% по 10 години. Старосната граница за пензионирање да се поместува во фази, плюс 1 година, но по изминати 5 години и уште 1 година после 10 години. Така според експертите промените ќе бидат постепени, ќе се преполови дефицитот во ПИОМ, а трансферите од централниот буџет од 579 милиони евра колку што изнесуваа во 2017 ќе се намалат за 89 милиони по 5 години. Основна претпоставка за сите сценарии е дека пензиите ќе растат, но само во рамки на законскиот максимум. Зголемувањето на старосната граница за пензионирање според други експерти пак нема да го реши проблемот со одржливоста на фондот. Според анализата на професорот Мирољуб Шукаров, направена пред 2 месеца, фондот е одржлив и тој не само што нема да крахира, туку до 2030 година ќе создава и вишоци. Состојбите значително ќе се подобрат, вели тој, ако се зголемат платите и стапката на економски раст. Не само што буџетот или партиципацијата во пензискиот фонд не би достигнала до катастрофалните апокалиптични 30%, туку пензискиот фонд ќе генерира вишок од некаде околу 130 милиона годишно евра. Да се зголемува придонесот за пензиско, исто така, според мене, не е добро решение, бидејќи сузбива ги зголемува трошоците на реалниот сектор, а со самото тоа сузбива можност за зголемување на инвестиции, кои што се основен генератор на создавање на работни места и на растот на развојот. Значи, останува за мене единствено можно решение да се пронедат инструменти и мерки како да се забрза растот.
Дупката во ПИОМ почна да се зголемува со воведување на вториот пензиски столб и со намалување на придонесите од 21 на 18%, а потоа се продлабочуваше со несоодветното зголемување на пензиите и со субвенционирање на нови работни места. Бројките покажаа дека во последната декада прирасна економијата од 2,4%, пензиите пораснале за 6,5%, но доколку пензиите не се коригирале со популистички предизборни мерки, дефицитот на ПИОМ ќе бил понизок за 35%. Суровата зависност на ПИОМ пак од централниот буџет изгледа вака. Ако во 2000 година дефицитот бил 67 милиони евра, во 2008 година за негово покривање од буџетот биле исплатени 165 милиони евра, во 2012 284 милиони, а во 2016 432 милиони евра. Ваквиот тренд нема да сопре, покажува стратешкиот план за фондот за ПИОМ за периодот од 2018 до 2022 година. За редовна исплата на пензиите на 320.300 пензионери годинава треба да се одвојат речиси 880 милиони евра, од кои 500 милиони ќе се обезбедат од буџетот. Следната година за пензии ќе бидат исплатени 917 милиони, а веќе во 2020 година 968 милиони евра. И додека во јавноста се пласираат најразлични решенија за спас на ПИОМ од дупката во која се подлабоко паѓа, надлежните велат дека модел за стабилизација на фондот нема да се најде пред јуни. Тоа беше анализата на колешката Виолета Зајкова, која се темели всушност на две анализи. Една од анализите е токму и на Financing. Но пред да почнеме со модалитетите, должен сум за информација дека од Фондот за пензиско осигурување ни изјавија дека не се во можност да испратат свој представник, а став на Министерството за труд и социјална политика е дека до изготвување на конечната анализа што ја прават заедно со експерти од Светската банка, таа се очекува некаде во март, нема да ги коментираат сите опции и експертски предлози кои што се појавуваат на маса. Меѓутоа, еве, пред да почнеме со она што се веќе некакви дефинирани решенија, бидејќи државава веќе, владата најавува анализа, едно прашање за сите што треба да содржи таа темелна анализа, кои параметри за да дојдеме до сеопфатни, трајни и издржани решенија. Она што е факт кој го кажа и министерката Царовска и треба да се држи до тоа, не само популистички да го кажува тоа, е дека последно решение ќе биде зголемување на старосната граница. И мора така да биде, мора да се исцрпат сите останати механизми за затворање на дупката во Фондот за пензиско осигурување, па после да почне да се размислува за зголемување на старосната граница. Бидејќи тука зборуваме она што во прилогот не беше спомнато е дека ММФ се служеше, што мене ми беше крајно фрапантно, со тотална дезинформација ширење. И која ќе биде одговорноста? Ќе дојдеме до тоа, до тие податоци, како споредбите на ММФ. Значи едно по едно. Сега, прво, кои би биле тие инструменти и што според вас треба да содржи таа анализа? Влада, наводно, себе се смета за социјалдемократска. Ако се смета за социјалдемократска, тоа што треба цврст став да биде, да заземе, дека последно решение ќе биде зголемување на старосната граница. И треба да ја видиме погрешната катастрофална политика на претходната влада на Никола Груевски околу намалувањето на придонесите за социјално осигурување, вклучително и овој придонес, кој толку ги под сите одржливи стандарди го намалија придонесот, што ја создадоја дупката. И сега, ако тука бил проблемот, тогаш тука треба да се наоѓа решението, а не ајде работниците дополнително да работат. Петрески, што се треба да се има предвид за да се дојде до предлози, ќе ги разговараме трите ваши кои што содржат различни елементи, вклучително и она најнепопуларната. Јас би сакала исто така малце подоцна да се задржам на предлогот на ММФ исто и на другиот предлог. Меѓутоа, во однос на една анализа треба да биде прилично сеопфатна, прилично детална и базирана на методологија која што е издржана, а не само на земени податоци и
аплицирано на тоа апроксимативно зголемување на економскиот раст или зголемување на вработеноста. Сепак тоа треба да биде базирано на едни реални факти кои ни се реалните очекувања дека нашата економија може да расте во следниот период, меѓутоа исто така и вработеноста. Многу позначајно треба да се анализираат сите аспекти на пензискиот фонд, како е поставен пензискиот фонд, како понатака ќе продолжи, едностолбен, двостолбен, тростолбен, колкав износ ќе биде одлеван по тие столбови, колкаво ќе биде покачувањето на пензиите во иднина, вклучително дали ќе се задржиме само на ова усогласување или повторно ќе започнеме со паушални зголемувања на пензиите кои што ќе бидат и поголеми од она што можеме да го издржиме. Трет аспект кој што треба да биде анализиран е какви ќе бидат демографските промени. Значи има меѓународните институции како Обединетите нации објавуваат навремени проекции каков ќе биде фертилитетот, морталитетот на населението и тој животен век. Ние треба да ги следиме и тие аспекти, меѓутоа и каква ќе биде старосната структура на населението. Затоа што тоа се многу значајни фактори кои што понатака ќе влијаат на одржливоста на пензискиот систем и секако во секој аспект треба да се земе предвид каква е структурата на пазарот на труд. Во моментот кај нас главно имаме трудоинтензивен сектор и за тоа треба да се води сметка во идните реформи. И токму тоа е најлошиот сектор за зголемување на старосната граница. Тоа е можеби најболната тема зошто старосната граница можеби треба да почека извесен период пред да биде зголемена, затоа што во моменталната поставеност на пазарот на труд е дека најголем дел од работниците ни се изложени на физичка активност и треба соодветно да се процени кои ќе бидат дополнителна година на работа, како ќе биде ефектите врз нивното здравје, меѓутоа и животен век, а исто така оние резултати кои што треба да се очекуваат од таа анализа се да видиме кои ќе бидат ефектите врз заштедите во буџетот, меѓутоа исто така кои ќе бидат некои развојни индикатори, како одредена реформа ќе влијае врз невработеноста, како ќе влијае врз сиромаштијата. Гацов, имаме две протиставени, условно би рекол, истражувања во нашата вечерашна анализа. Едното е дека практично се разработуваат 3 сценарија, другото е дека професорот е оптимист дека може со забрзување на економскиот раст да се дојде дури и до суфицит во буџетот, во пензискиот фонд. Што е тоа што според вас мора да опфати таа анализа, вклучително и она што се случуваше од 2007 година наваму, бидејќи само еден интересен податок до кој може да се дојде, а тоа кажува дека ако четирите фондови во кои вложуваат идните пензионери, односно двата задолжителни и двата доброволни, за последните 10 години собрале околу 900 милиони евра, само за 10 месеци за исплата на сегашните пензионери се дадени вкупно 48,3 милиарди денари, или тоа се некаде 55,8 милиарди денари, колку што за 10 години се собрани во приватните фондови. Прво, за да се обидам да доближам малку поблиску и до обичниот гледач, да кажеме дека пензискиот фонд е де факто биланс на успех. Значи, тој има две патеки – приходи и расходи. Во овој контекст, недоволно собрани приходи треба да ги покријат расходите. Расходите се исплатата на пензиите и неколку други, не знам, инвалиднини за бенефициран стаж и така натаму. За да се направи решение кој што ќе го заздрави пензискиот фонд, во најмала рака треба по тие две автостради да се вози. Или да се зголемат приходите, или да се намалат расходите. Намалувањето на расходите во овој момент не е опција. Тоа значи дека треба да се намалуваат пензиите. Во најмала рака, во иднина треба да се сопре нивниот пораст. Односно, да се усогласи, добро беше казано, со стапката на пораст на инфлацијата, па дури може да се размислува за позабавен пораст со стапката на раст на инфлацијата. Тоа е првата работа кај расходниот дел. Очигледно на нас не недостасуваат механизми и алатки да го зголемиме приходниот дел. Недоволно се собираат приходи за толкав квантум на расходи. Буџетот не може овој товар да го поднесе, веќе сериозен, во иднина ќе се зголемува и затоа треба да се наоѓаат изворни приходи кои што треба да ги зголемат приливите на средства во приходите на овој фонд.
тука веќе постојат многу модалитети. Во онаа анализа, за која што зборуваше професорот, генерално се како да кажам, се темели тоа да има раст на економијата, бројот на вработените да се покачи, просечната плата да се зголеми. Се разбира, тоа иницијално ќе ги зголеми приходите во фондот за ПИО, ама такви работи не се случуваат преку ноќ. Ние едва успеваме некој раст од 2-3%, еве неколку години назад 4 би било сензација ако постигнеме вака во актуелното милје економско, да кажам. Добро, ова беше една долгорочна проекција и самиот професор рече до 2030 година, што е. Да, ама тоа е, значи не се темели на параметри кои се опипливи, мерливи и проверливи. Ние се разбира оптимистички може истото да го посакаме, ама сакањето и реалноста се две различни работи. Затоа овде бара реструктурирање на финансирањето. Мислам дека во таа насока ќе се оди оваа тема. Јас не навлегувам во тоа дали треба товарот да падне на вработените, дали треба стажот, старосната граница да се помести. Очигледно дека тоа треба да бидат последните мерки. Има многу алатки претходно што треба да се исцрпат, а во оваа анализа да мислам дека се... Значи првата е која што предизвика најмногу реакции во јавноста е она што го заговара Меѓународниот монетарен фонд. Тоа е зголемување на старосната граница и тука сега имаме повеќе дилеми. Аргументите беа дека тоа треба да се оди кон старосните граници на Европската унија, она што Савески, а и некои други професори и некои други аналитичари го спорат, го имаме и во реакциите дека се мешаат малку работите околу состојбите во Македонија и состојбите во други земји. Оваа прва опција ја разработувате и вие. Точно и така. велите дека е најнепожелната. Точно. Зошто? Зголемувањето на старосната граница веднаш не е посакувана опција и сметаме дека тоа треба да се случи дури после 5 години, откако ќе бидат исцрпени некои други потенцијални реформи, меѓутоа да биде како надополнување и тоа да биде многу постепено. Затоа што исклучиво раст на старосната граница значи дека целиот товар на таа пензиска реформа ќе падне на вработените, посебно на оние вработени кои што се непосредно пред пензионирање, каде што целиот свој работен век го поминале во едни релативно тешки услови. Не мора да значи дека после 10 години ние ќе ги имаме истите работни услови и јас верувам дека итно треба да започнеме да работиме на работничките права, каде што работните услови ќе бидат значајно подобрени за луѓето после 10 години да може да ги издржат потенцијални посериозни реформи. Меѓутоа, исклучиво раст на границата веднаш, сметам дека нашата економија и пазарот на труд не е подготвен. Ние тестиравме и како ќе влијаат секоја од тие реформи и врз стапката на невработеност и врз стапката на сиромаштија. Тестиравме и повеќе сценарија. И она кое што дојдовме сценарио кој што е можеби најоптимално во моментот е растот на придонесите да не расти повеќе од 20%, односно 2% поени. Затоа што над тој раст можеби многу потешко ќе може економијата да го издржи. Затоа нашиот предлог е оваа реформа да биде комбинирани реформи, каде што ќе имаме и раст, благ раст на придонесите и потенцијален раст на границата за пензионирање, меѓутоа дури после 5 и 10 години, а не веднаш, тоа не е опција. И секако, на страната на раст на придонесите, да се размисли опцијата за поделба на тој трошок помеѓу работодавачите и работниците, се со цел поедноставно да биде поднесен тој товар, а додека на страната на раст на старосната граница да се води сметка за оние вработени кои што се во трудоинтензивните сектори. Тоа значи дека сите текстилни работници, вработени во рударскиот сектор, во градежниот сектор, луѓе кои што реално во својот работен век се физички изработени, не би можеле реално да ја издржат тој пораст на старосната граница, или луѓе кои што имаат многу долг работен стаж, например 35 години и плюс. Тука треба да се размисли дополнително која ќе биде опцијата за овие лица да
не бидат загрозени и да не падне реформата на нивни грб, односно ефектите да бидат многу понеповолни во однос на резултатите и бенефитите кои би се искористиле. Затоа токму таа реформа на постепен раст и на комбинирани реформи, каде што товарот ќе биде споделен од сите, сметавме дека е според резултатите е најповолно решение во овој момент. Гацов, вашиот став околу овој предлог на ММФ кој што ги шокираше голем дел од граѓаните, ги имаме и негативни реакции и од синдикатот и од работодавачите. Во секој случај треба да се разгледа тој предлог, меѓутоа сметам дека за Република Македонија амблок не е прифатливо се што ќе каже ММФ. Генерално спецификите од аспект на големиот број на невработени, потоа на оваа трудова интензивност што ја споменавме, социјалната димензија, висината на дури и важноста во овој момент на пензијата како социјална поддршка на некоја категорија во семејството и така натаму. Се тоа аспекти што може да го побиваат оваквото, да кажам, сурово гледање само на потребата за поместување на старосната граница. Пред да дојдеме до тоа, кажав, ние имаме, беше споменато од Благица, некаква форма, кажав, да се обидеме прво да најдеме приходи кои што недостасуваат во фондот. Беше споменато евентуално зголемување на стапката на придонесот, меѓутоа и дел да падне од тој придонес на товар на работодавачите, значи на товар на профитот. Сега веднаш беше пречекано на нош од страна на работодавачите ова, меѓутоа се заборава. И двете опции се пречекани на нош и од едните и од другите. Да, ма нема чаре. Значи или буџетот тогаш ние ќе го трошиме само за фондот, а улиците ќе ни бидат дупки, здравството никакво, школството лошо, одбраната пак лоша и така натаму, да не објаснам во детали. Ние мора да најдеме механизми. Ми беше поентата сега за работодавачите да кажам, ако преде дел од придонесот кај нив, се разбира, тоа треба да се анализира, односно да се стави во некаква мерка и да се утврди колкав износ од стапката на придонесот, за толку ќе им се намали профитот, затоа што е трошок на работењето. Ако се намали профитот, ќе платат помал данок на добивка. Значи, па тука и државата губи. Затоа сите овие мерки се комплексни. Не туку така работодавачи само, ама знаете, ние на наш товар. И државата без да сака ќе влезе во таков ризик да дел од товарот на тој придонес ако се превали кај работодавачите го поднесе заради намалениот данок на добивка. Савески. Прво да видиме и од економски параметри зашто е лошо да се зголемува старосната граница. Имаме висока невработеност, особено кај младото население. Ако се зголеми старосната граница, тоа ќе значи дека луѓе кои заслужуваат да одат во пензија ќе останат на работа и ќе пополнуваат место кое може да биде пополнето со млади луѓе на врвот од својот физички и интелектуален капацитет. И тие луѓе или ќе бидат невработени во Македонија или ќе избегат од нашата земја. Втората причина, тие млади луѓе се далеку попродуктивни како работници, отколку старите луѓе кои заслужуваат да одат во пензија. На тој начин, ете и аргумент за работодавачите, на тој начин со незголемување на старосната граница ќе се зголеми продуктивноста на трудот. Околу податоците од ММФ. Јас не знам како може една институција како ММФ да си дозволи да пласира дезинформации во јавноста, па после експерти разноразни во Македонија што не проверуваат податоци, ја репродуцираат дезинформацијата. А дезинформацијата е следната. Во Македонија требало да се зголеми старосната граница за одење во пензија, бидејќи сме имале животен век кој е сличен на просекот на Европската унија. Ова е фактографска голема грешка. Значи, просечниот животен век во Македонија е 75 години, просекот на Европска унија е 80 години. Каква сличност заговараат? Например, ако се видат податоците подобро од Евростат, имате Словачка, каде што просечниот животен век е 76,7 години, а во пензија се оди со 62 години. Во Македонија е понизок просечниот животен век, се оди со 64 години мажи, 62 жени, и сега од вакви податоци, споредбата со Европска унија кажува дека ние можеби треба да размислиме за намалување на старосната граница, а не за зголемување. Околу пратењето на промените во пазарот на труд, се согласувам околу тоа,
се повеќе кај нас има прекарни работници, она што јавноста го знае како хонорарни работници. Тие не придонесуваат кон пензискиот систем, бидејќи не плаќаат придонеси, и тие луѓе нема да доживеат пензија. Тоа е многу страшен елемент на таа флексибилизација на пазарот на труд. И сега едно од решенијата како да се зголемат средствата во фондот за пензиско е тие луѓе кои хонорарно моментално се вработени да бидат вработени како редовни работници. Во таков случај тие за нив ќе се плаќа придонеси, а нема му се кршат работничките права и ќе се подобри и имате корист по намалување на дупката во фондот за пензиско и тие ќе имат пензија каква таква која ќе она и нема да има потреба од зголемување на старосната граница. Еве и некои податоци околу тоа каква е моменталната годишна старост за пензионирање во различни земји од Европската Унија. Австрија, например, е 65 со 60, 65 за мажи, 60 за жени. До 2033 останува исто. Белгија од 65 години и за двата пола планираат до 67 години. Хрватска 65 со 61 година. Нивниот план е до 2030 да биде 67 години со 65. Ајде малку скандинавските земји 63 со 68 за мажите, 65. Да, еве исто. Да, ворете. Она што треба да се направи е да се спореди тие податоци со просечниот животен век. Затоа ги посочувам овие за да ја отвориме и таа. Види Словачка што викаат податоците. Поголем животен век на граѓаните, а пониска граница за одење во пензија. Да, и Словачка не планира да ја зголемува старосната граница. Токму поради тие аспекти развојни на сиромаштија и на невработеност, третата варијанта на постепена реформа беше најоптимална затоа што при индивидуалните реформи кога инстантно расти стапката на придонеси и тоа за посилни шокови од 18 на 22 или кога расте границата за пензионирање, невработеноста останува иста или се зголемува и има негативни ефекти врз сиромаштијата. Затоа еднократни мерки не се препорачливи, а токму во последното сценарио невработеноста се намалува, а исто така и сиромаштијата се намалува при претпоставка дека усогласувањето ќе биде само во рамки на оној законски максимум, односно само во рамки на инфлацијата, а исто така и по претпоставка дека економијата ќе ни расте и вработеноста ќе расте во некои реални и очекувани фактори. Значи, во третото сценарио, токму поради тие аспекти на невработеност и сиромаштија е најоптимална реформа, а не е препорачливо инстантно и веднаш зголемување на старосната граница и силни шокови на стапката на придонеси. Ние немаме аранжмани со ММФ, меѓутоа секогаш кога ќе дојде нешто од Меѓународниот монетарен фонд, од Светската банка, од Брисел, некоја се зема здраво за готово и некои мерки, ако не соодветствуваат, се прифаќаат. Гацов, пред да го затвориме овој дел околу соодветноста или несоодветноста, еве и бура реакција предизвика и коментарот на господин Маријан Николов од Центарот за економски анализи. Неговиот став е дека несоодветно е од Македонија да се бара решение за првиот пензиски столб преку зголемување на старосната граница на граѓаните, да го остварат правото на пензионирање. Нема ММФ точна диагноза за причините на проблемот кој се јави во Македонија. Тоа не одговара на профилот на вработените, кои што се претежно споменавме во трудоинтензивната дејност. Не може да се прави механичка споредба со други држави и повисока старосна структура носи повисоки трошоци за здравствените услови, кој ќе биде економскиот ефект и во такви услови. Значи, доаѓаме повторно до тоа дека станува збор за еден комплексен национални проблем. решенија, генерално национални решенија, значи македонски решенија за овој проблем. Решенијата од Меѓународниот монетарен фонд може да ги имаме во вид, се разбира не треба да ни бидат главни и носечки за носење на политики во овој контекст. Јас се надам што Министерството за труд вели дека во март ќе испадне со некаква сеопфатна анализа, ќе ги има во предвид, меѓутоа ќе ги направи македонски, ќе ги помакедончи, затоа што Македонија спецификата на големиот број на невработени, миграцијата на младите луѓе,
трудоинтензивноста, не знам, ниската стапка на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување, така натаму се разни специфики. Да спомнам една работа. Централниот фонд, значи Државниот фонд за пензиско и инвалидско осигурување ги исплаќа и инвалидските пензии. Например, тој товар на инвалидските пензии многу лесно, со добро објаснување, може да се превали на приватниот сектор. Зашто генерално во некаква, да кажам, најголем дел, можеби, во некаква работен однос станале такви корисници на таков вид на пензија. Значи, со едно добро објаснување може да се направи калкулација колкави се трошоците за исплата на тие пензии за инвалидни лица, да се превали, односно да се пренесе на товар на работодавачите. Еве прва некаква мерка за која што може да се дискутира. Тука исто така и оној дел за бенефицираниот работен стаж. Интересна работа, овде треба да се отвори некаква дискусија, јас би рекол, за тоа дека има некакви преголеми права за еден сектор, условно да го ставиме од категорија на безбедноста, кои што користат вакви права. А може би веќе не им следуваат, затекнати им се. Меѓутоа од минато време. Во денешно време, веќе кога безбедноста станува некаков поширок опфат поим, се разбира дека треба да се зборува и за атомизирање, намалување на тие права, односно намалување на можноста да се оди порано во пензија. Еве ги корисниците, значи најмногу ги имаме корисници на старосна пензија, тоа се 196.793, потоа доаѓаат корисници на семејна пензија и како трета ставка се корисници на инвалидска пензија. Она што е впечатливо е постојаното зголемување на бројот на пензионери од година во година. Значи, ако во јануари 2018 биле 311, предходната година имаме бројка од околу 306.000 и сега проценките на фондот се дека бројката до 2020 година ќе се зголеми на 330.000 или во следните години околу 2 години, околу 3 години, околу 2 години се извинувам, 13.000. Значи, тоа значи дека товарот што ќе падне на фондот за ПИО ќе биде уште поголем. Да не заборавиме и бројот на вработените лица расте. Според актуелниот коефициент 1,9 работници финансираат еден пензионер, што имајќи ги во предвид балканските земји не е така лош скор. Например, Хрватска, Словенија имаат многу полоши коефициенти, Грција и така натаму. Така да ова е едноставно динамика која што следи на другата страна. Но каде е тука скорот колку работници или вработени во реалниот сектор финансираат администрација? Тука се односот добро, ама генерално и тие вработени во административниот сектор плаќаат придонеси за пензиско. Сега може да зборуваме ние од аспект на тоа кој кого издржува, ама ова не е тема за тоа. Така да овде зборуваме кој колку плаќа и колку од тоа зимаат. Значи вработените се неколку 570, не знам последната бројка колкава е, а ваму се 300 нешто илјади, така да овој број е релативно задоволителен и мајки во предвид дека падна едно време, мислам на 1,4 или уште полошо. Имаме ли пред се ние диагноза каде се парите? Бидејќи постојано се дотира од буџетот, секоја година огромни суми, а знаеме лани дека имавме една ситуација и во која што се обелодени, ако не се расчисти до крај, зошто, како се случило, кога и оној дел кој што требаше да оди во вториот столб, фондот не го исплаќаше. Сега можам јас да одговарам или по сите прашањата е за сите, да. Повеќе фактори влијаат на како сме стигнале до тука. Значи првиот фактор е и на страната на расходите и на страната на приходите. Паралелно како што растеше бројот на вработени, растеше и бројот на пензионери. На страната на приходите еден од факторите беше што придонесите се намалија, еве Гацов спомна повеќе пати дека вработените не го почувствуваа реално тоа намалување. Бенефитот. А тој пат на стапката на придонесите не беше мало, 21,2 стигнавме до 18%.
Тоа значајно влијаеше врз изворните приходи кај пензискиот фонд. На страната на расходите настанаа две значајни промени. Од една страна, ние преминавме од едностолбен систем во двостолбен систем, каде што еден дел од средствата сега се префрлаат кон вториот столб, меѓутоа тој дефицит учествува со 25% тој износ во вкупниот дефицит кој што го имаме во пензискиот фонд, и во еден позначаен дел во изминатите години ние имавме посилен раст на пензиите во споредба со она што реалната економија ни растеше, па и платите колку растеа и стапката на инфлација. Така што тоа е еден сплет на фактори кои делуваа на дефицитот, и тука не можеме исто така да ги пресметаме до крај ефектите од субвенциите кои што беа во изминатиот период. И кои што се најавуваат со нова категорија, ќе разговараме и таа. Да, значи, она што обично се кажува е дека дупката во фондот за пензиско е поради демографските трендови и затоа треба и изголемување на старосната граница. Она што обично не се кажува е дека дупката барем исто, ако не и повеќе, е резултат на свесни економски политики кои резултираат од ова. И мислам дека треба да ја видиме сета тој развој на настаните, за да сватиме зошто ја има дупката. Значи, со пензиската реформа од 2000 до 2006 година се премина од едностолбен во двостолбен или тростолбен систем. Со самото тоа се намалија приходите во првиот столб на фондот за пензиско и инвалидско осигурување и се создаде дупката. Значи, дупката не беше поради демографски промени, одеднаш луѓето преку ноќ не остареа, па отидоа во пензија. Значи, поради тоа, со свесна одлука да се премине во двостолбен, тростолбен систем, се создаде дупка која мораше да се покрива од страна на државата. Потоа следуваја намалување, драстично намалување на придонесите за пензиско и другите придонеси. Тоа тука ВМРО ДПМН влезе во приказната крајно идеолошки. Значи, има убедување дека мора да ги намалат придонесите наспроти сите реални анализи, и тие доста радикално планираат тоа да го направат. Значи, од 21,2% намалија на 19% во 2009 година и сакаа во 2011 да намалат на цели 15%. Мислам, радикално сечење на придонесите. Арно ама сватија дека сето тоа е едноставно неодржливо, па останаја на 18%. Значи и самите сватија дека тоа е погрешен начин на решавање на проблемот. И сега тука дојде до проблемот каде што мора да има трансфери од централниот буџет на буџетот на ПИО. Самиот трансфер беше за осуда, бидејќи беше резултат на погрешни економски политики на претходната влада. Но трансферот од централниот буџет на буџетот на ПИО не е некој баук и за земји кои се далеку по-демократски од Македонија, далеку по-продуктивни и со далеку по-високи социјални стандарди. Во скандинавските земји често се случува тој трансфер. Голем дел од фондот нивни за пензиско осигурување се добиваат средства од централниот буџет и од директните даноци. Значи, од каде пари? Меѓутоа, тука веќе говориме за еден силен психолошки ефект, бидејќи кога вие ги слушате рекламите на приватните фондови, проверете си колку имате заработено досега и така натаму, и наедна слушате дека всушност вашите пари со месеци наназад воопшто не биле уплаќени таму и за тоа никој нема никаква одговорност и не се знае како туку преку ноќ се подпишуваат решенија. Повторно го имаме тоа прелевање на празни лончиња. Една получаша ја прелеваме од една полуполна од едно место на друго место. Можеби дефицитите во пензиските фондови не се карактеристични само за Македонија и дефицитите не настанале од вчера па до денес и тоа да настане како реален проблем. Меѓутоа, она што е загрижувачки е дека во период од 10 години ние двојно го зголемивме дефицитот и сега треба да го поставиме прашањето од друга страна на одржливост на јавните финансии, односно ние континуирано се задолжуваме.
овие средства кои што се исплаќаат кон пензискиот фонд се за 1,5 пат поголеми од оној износ кој што ние се задолжуваме. Ајде да претпоставиме дека кои ни се опциите, доколку се задржиме на вакво ниво, ние во следните 10-20 години ќе треба континуирано да се задолжуваме и континуирано, бидејќи нема да ни достасуваат средства, ќе треба да посегнеме и по директните даноци и континуирано ние нема да имаме доволно средства за стапката. Затоа што каде е тука феријалноста и каде е тука праведноста за оној граѓанин кој што никогаш нема да земе пензија, никогаш не работел, да ги финансира моменталните пензионери. Зошто? Затоа што и оној кој што не работи во моментот купува средства, купува различни производи, на тие производи плаќа данок на додадена вредност, кој што е кој што без разлика зборувам персоналниот данок. Зборувам на сите приходи кои што се прибрани, кои што се прибрани. Ајде вака да видиме, значи има неколку дупки кои мора да се затворат. Значи, прва дупка е тоа што се воведе од страна на минатата влада максимална горна граница за плаќање на придонеси. И сега тоа значи дека додека 99% од граѓаните плаќаат придонеси на 100% од нивната плата, најбогатите плаќаат на 3% од нивната плата. И земаат, тие и така се богати, државата дополнително ги избогатува. И плаќаат придонеси за пензиско помалку од колку што треба. Зошто ова влада, иако вети, не ја укина границата за максималната граница? Второ, треба да се престани со програмите за вработување кои му олеснуваат на работодавачите да не плаќаат придонеси за своите вработени, оштетувајќи ги тие вработени за нивната пензија во иднина, бидејќи тие нема да имат пензиски стаж во тој период. Трето, олеснувањата во странските економски зони. Зошто странските инвестиции да бидат неравноправни на пазарот и да можат да вработуваат работници без плаќање на придонеси и да создаваат дупка во буџетот. Четврто, со персоналниот данок. Значи имаме ситуација која е алармантна и сите ќе се согласиме дека е алармантна, и во таа ситуација премиерот Заев шета, решаваат нешто национални прашања, не знам што, а она за што се избрани за да ја поправат економската состојба во Македонија, нигде никаде. Ке го менувале персоналниот данок со прогресивно оданочување во 2019 година. Некои решенија се откажани. Реално, значи, тој тип на прашања треба да се адресираат на друга адреса. Ние тука не можеме да ги одговориме тие прашања. Она зашто ние сме дојдени да дискутираме е одржливоста на пензискиот систем и дали нас ни е неопходна реформа. Да, реформа ни е неопходна, меѓутоа таа реформа треба да биде по најповолни можни услови за товарот да не падне на една страна само, а од друга страна тој товар да не биде континуирано на буџетот, затоа што во буџетот најпрво поснов да ги тргнеме на страна даноците, поснов на задолжување, ние задолжувањето го плаќаме сите и го плаќа и оној граѓанин кој што ќе зема пензија и оној кој што нема да земе пензија и сиромашниот и богатиот граѓанин, сите ги плаќаме каматите од задолжувањата. Па дали треба и понатаму да се задолжуваме за да го храниме пензискиот фонд или ајде и под претпоставка дека ќе се задолжуваме, меѓутоа да знаеме дека овие средства кои што ќе ги заштедиме од една потенцијална реформа да бидат инвестирани токму во оние најгорливи сектори. Тука ни е здравството, тука ни се образованието како два најзначајни аспекти. Според нашите симулации кои ги направивме, во третото сценарио, иако ефектите фискални се најмали, меѓутоа не се занемарување на годишно ниво, до 5 години ќе имаме заштеди од 89 милиони евра. Замислете 5 години по 89 милиони евра да инвестираме во здравство, да инвестираме во нови училишта, ние за 5 години тие два сектори значајно ќе ги подобриме. Еве да издвоиме и средства оние горливи проблеми каде што се може ли малку со математика и со конкретни податоци за да биде повпечатливо и за јавноста која што е навистина засегната? Еве одиме на тоа за вас најприфатливо сценарио. Пораст на стапката на придонесите за 2% поени веднаш и дополнителен 1% поен по 10 години, значи 2028 година. И сега оној ова е дел за работодавачите и делот за работниците. Пораст на старосната граница за пензионирање
Границата за семејна пензија и бенефициран стаж за 1 година после 5 години и дополнителна 1 година после 10 години. Тоа би било колку максимум старосна граница сега? Меѓутоа, после 10 години, сепак после 5 години, веројатно треба да направиме реестимација, да видиме какви ни се условите кои што се во моментот. Една од опциите е секако да не расте границата веднаш 5 години, туку да течи во фази. После 5 години да порасне за 3 месеци или 6 месеци и тоа постепено да течи. Се зависи од како ќе се одвива и во иднина и целокупната економија. Сепак не треба од старт да ја отфрлиме, меѓутоа треба да бидеме многу внимателни во однос на старосната граница и Гацов, особено околу овој даночен дел, бидејќи сега имаме стапка од 18%, ако се зголеми тие 2%, значи тоа би дошло некаде 20% и подоцна ќе ги слушнеме работодавачите, тие веднаш ќе кажат не. Да употребуваме зборови 2%, се работи за 2% поени. Во тој контекст и она што го намаливме од 27,2 на 18% и употребуваме збор 3%, се работи за 15%. Значи, кога не зборувам во поени, тоа е 15% намалување на придонесот за ПИО. Во исто време, 33 од така намалените отидаа во приватните пензиски фондови. Ова го нагласувам за да ја видиме осакатеноста на приходниот дел на фондот. Ниту еден фонд ова не може да го издржи. Втора работа, ние на крајот на краиштата може да кажеме менуваме целосно режим на финансирање, да ги споиме фондот и буџетот. Можеме и тоа да го направиме. Пак ќе немаме пари, затоа што ќе имаме 3 милиарди буџет, уште 500 милиони колку што собира фондот, 3,5 милиарди. Недоволно е, ние трошиме 4. Премалку додаваме вредност за тоа колку што трошиме. Ова на Благица малку го задирна ова на категоријата квантум на јавни давачки, ние собираме некаде околу 36% во однос на бруто домашниот производ, што е далеку најниско во регионот во Европа, да не зборувам. Прва, Словенија да ја споредиме 56-57. Значи ние собираме премалку јавни давачки, ги ставам сите јавни давачки. Има простор овде за, ако не друго, значи за поинакво реструктурирање. Во таков контекст, овој дел што зборуваме, барем тоа пред 15% што го изгуби фондот, да се обидеме да го вратиме. Во фази 2% поени, па може би уште 3% поени, ќе дојдеме до она кое што било претходно. Ама јас велам да додадеме уште малку на работодавачите. Зошто? Затоа што во периодот кога падна ова, се намалија платите, се претвори во профит. Работодавачите треба да излезат на терен и да кажат добро е, изигравме, вложивме, направивме, вработивме, остваривме профит. Ајде сега и ние да учествуваме во финансирањето на фондот. Пазете, тие многу глатко може да кажат не сакаме. Ке најдеме механизам како држава да ги вклучиме преку даноците за тие даноци понатаму да ги рефундираме во фондот. Значи, ако зборуваме за квантум на јавни давачки, премалку е. Треба да обезбедиме механизам, ама иницијално пак најважно што јас никогаш не сакам да го заборувам, да видиме како се трошат, расходниот дел да го видиме. Речиси никој да не зборува за тоа. Ајде тука сега да ги слушнеме ставовите и на синдикатот и на работодавачите, па ќе продолжиме со дебат. До зголемување на таа граница не може да дојде, бидејќи не се исполнати повеќе услови. Значи, мора да бидат исполнети услови за да дојде до покачување на границата за пензионирање. Тие го гледаат тоа дека во некои западни земји е 69-70, меѓутоа, проблемот е во тоа што во тие земји има невработеност. И бидејќи немаат работна сила, значи тие го продолжуваат работниот век на оние постојани работници да продолжат со работа. Кај нас тоа не е случај. Према тоа и оваа граница можеме да кажеме дека е превисока. Зашто? Затоа што ако сакаме ние да превземеме една мерка да младите не одат во странство, значи ние мораме да превземеме мерка да оние вработени кои што имаат над 60 до 64 години да си одат на време или пред време во пензија, за да се ослободат работни места за младите кадри. И на тој начин може да се спречи иселувањето. Иначе, се друго ќе биде политика. Ставот на Бизнис конфедерација на Македонија е дека не би сакале и не треба
да ја зголемувањеме старосната граница за пензионирање поради потребата млад, потенцијален, вешт, едуциран кадар да ги замени старите. И не ја потикнува потрошувачката економија од платите што ќе ги добиваат нововработените и младите после работното време, во текот на работното време или иницијативите кои ќе треба да се случуваат во Македонија. Загуба во фондот за пензиско, кој сега изнесува преку 4 милиарди, значи мора да се презема неколку мерки. И тоа, значи треба прво процентот на ПИОМ да се покачи. Втори елемент, тоа е мора да се покачи минималната плата или просечната плата. Трета работа, мора да се отварат нови работни места. Значи нови работни места. Сето тоа, ако се погледне преку математички приходи во фондот за ПИОМ, за наредниот период ќе дојде до стабилизирање на фондот и евентуално елиминирање на големата загуба. Сега ова не е издржливо. Кога ти земаш ПИОМ на 12 јадарки, се знае колку е процентот, иако се удри математика дека е 17% или 18%. Према тоа, ниската плата, ниските приходи на вработените се една од причините за колапсот. А дополнително процентот на ПИОМ што беше намален од страна на бившата влада донесе да тоа се забрза и сега имаме колапс од 4 милиарди евра. Секако дека дупката се затвара со пари, ама не исклучиво со пари од дотации од владата. 550 милиона евра секоја година. Тоа се многу големи пари. Иако во развиени земји, за да функционира пензискиот фонд, пари добиваат. Меѓутоа има начини како да остварува сам приходи фондот. Не е само зголемување на придонесите, и тоа не мора да биде секогаш основната насока, туку може да почне да размислуваат со однос на менаџирање на средствата кои ги добиваат и менаџирање и прибирање на средства од услуги, од нови инвестиции и така натаму. Доколку не се смени ништо, можеме само да ја продлабочуваме дупката. И тоа е на некој начин факт кој ќе донесе до безизлез. Меѓутоа, со добро размислување и со нов план или нов начин на управување на фондот, имаме шанси да не можам оптимистички да кажам дека имаме шанси да ја подобриме целокупно функционалноста на краток рок, меѓутоа можеме да направиме на долг рок добри поместувања. Ите тоа беа дел од ставовите и на синдикатите и на работодавачите. Моето следно прашање е, треба ли да се менува моделот? Па, ние во овој момент зборуваме само за механизми за финансирање на дефицитот. Кога зборуваме за модел, предпоставувам дали да станува да се остане првиот, вториот, третиот многу малку го. Некаде овие приватни пензиски фондови доживеат целосен крах, некаде продолжуваат со финансирањето. Забележуваме дека кога има финански кризи во светот, бидејќи нивните пари се вложени во некакви фондови, акции и така натаму, главно трпат големи штети, така да потенцијалот на овие приватни фондови некојаш многу брзо може да се разводени. На сигурност, сите анализи покажуваат, најмногу ги вложуваат во државни обврзници. Затоа и приносот е многу мал. Кога сакате сигурни пласмани, тогаш ќе добиете многу помали износи. Според последните информации на регулаторот, овде имаме некаде околу 800-900 милиони веќе прибрани пари во двата приватни пензиски фондови и се разбира тоа во иднина, како што ќе доаѓа старост, односно рокот за пензионирање на лицата што учествуваат во финансирањето на приватните пензиски фондови, ќе значи олеснување за државниот пензиски фонд. Именно колку ќе добијат од приватниот, за толку соодветно ќе им биде намален износот што ќе се исплатува од државниот пензиски фонд. На тој начин се разбира финансирањето ќе биде олеснето во некаква форма. Меѓутоа, ако како некој земјиште се имаше некои размислувања и сега се уште се споменуваат тие идеи за враќање, спојување. Така. Значи зборот враќање и спојување значи не ги земате само приходите и приливите, ги земате и обврските. Така да ако ги залепиме приватните условно пензионери кон државните пензионери, вие во исто време ќе ги добиете како приход приливите, уплатите, ама и обврските за исплата на пензија. Така да овде математиката ќе се покаже прилично слабичка за да значи
конечно релативизирање на проблемот со дефицитот во државниот фонд? Имаме и некои реакции од најголем дел од реакциите всушност се однесуваат на старосната граница и се негативни во однос на старосната граница. Ана Веко вели согласно актуелната работна и животна состојба кај нас, во најдобар случај следуваат најмногу 10 години пензија. Секој натамошно зголемување на старосната граница ги обесмислува придобивките од пензијата. Има и спротивни Божидар вели не треба да имаме само 60 пратеника, треба да администрација со 60.000 луѓе и ете пари. Треба зголемување и тоа по урнекот на ЕУ и САД и еве за разлика од она што вие го велите при испитување на одредени бенефицирани стажеви, дополнителни барања, не треба да се зголеми старосната граница за пензионирање, но во образованието треба да се скрати од 64 на максимум 60 години или пак да се бенефицира стаж во образованието како што е во полицијата и во војската. Значи, граѓаните имаат преголеми очекувања и различни очекувања. Тогаш можеби треба да се... Она што треба да се има предвид е дека правото на пензија е човеково право. Може она сурово економски да се размислува чисто на економски параметри и да се заборави дека економијата е во корист на луѓето, а не обратно, и да се наоѓаат решенија кои економски би биле најдобри, а без разлика на луѓето. Значи, Македонија, според Уставот, во член 1 е социјална држава. Тоа што значи? Тоа значи дека секоја влада која нема да избере, која ќе го игнорира сето ова, го крши Уставот на Република Македонија. И затоа мора да биде последната опција за решавање на проблемот ова со зголемување на старосната граница. Исто така, пак ќе кажам, работниците не смеат да страдаат поради лошите економски политики. Треба да се направи економска анализа и тоа го правиме фактички, до што доведе намалувањето драстично. Баш 15%, тоа е 1/6 на придонесот за пензиско, во реалноста. Дали тоа доведе до зголемување на вработеноста во Македонија поради ова намалување на стапката на придонесите, или доведе до збогатување на газдите и осиромашување понатаму на работниците. Она што кажуваат фактите е дека дошло до првото. Например, конечно, Управа за јавни приходи објави податоци по 2-3 години пауза за највисоките плати во Македонија. Највисоката плата скокна од 76.000 евра на 220.000 евра. Само за 3-4 години овој скок го има. Тоа се луѓе кои што се бројат на една рака. Не се така. Господине Гацов и Петрески, колку сега и господи Петрески, колку делот со субвенционирани нови работни места кои практично треба да го даваат тој прилив има улога и колку на тоа треба да се има предвид и во иднина, бидејќи субвенционирањето како мерка, иако според некои нови критериуми е дел од политиките и на новата влада. Ние правивме полани една таква анализа околу аспектите на субвенционираното вработување и де факто во тој период истражувајќи воочивме дека не се уплатуваат придонесите за ПИО за тие субвенционирани вработени, што само по себе е магла. Од една страна покажувате бројка на вработени, од друга страна пак правите некој јас, односно не уплатувате за нивната идна пензија. Како појаснување, и јавност ова да го знае. Чекайте, ова хипотетички значи дека вработен во фабрика, едноставно државата што си ја презела врската, не му ги уплаќа и дека надевајќи се утре задутре кога ќе отиде во пензија, тој нема да има пензија. Многу лесно ќе се случи да тропне на врата кај што ќе му е трајно затворена. Ако во меѓувреме оваа влада или не знам Министерството за труд не констатира обврски неисполнети и не најде начин преку буџетот да се уплатат соодветно средства во фондот за ПИО, за овие луѓе да не извисат под она вработување, де факто да останат без пензија во иднина. Сакав уште една работа да подвлечам. Фондот за пензијско осигурување за исплатените пензии должи персонален данок на доход. И се замислете,
де факто фондот би требало да плати персонален во буџетот, а буџетот да го врати кон фондот или не знам општо ќе се финансира за некои други намени. Со одредба во Закон за персонален данок на доход, фондот е ослободен од оваа обврска. Во броењето на парите што се префрлуваат од буџетот, бидејќи овде нема трансфер, а буџетското сметководство е на кеш принцип, значи го следи движењето на парите. Треба дополнително да се бројат и овие неисплатени обврски за персонален данок на доход, бидејќи пензиите се оданочиви категории. Се плаќа персонален данок на нив. Тие пари се пресметуваат и остануваат во фондот. Дополнителен износ на дубиоз. Одиме со кратка пауза за реклами со завршните согледувања, односно заклучоци во кои ќе ги прокоментираме еве за крај и најавата за нови социјални пензии, колку сето тоа во ова мешавина ќе влие на влошување на моментната состојба со пензискиот фонд. И влегуваме во завршница на вечерашната топ тема, како да се спаси пензискиот фонд. Гацов, завршниот круг ќе го почнам од вас предходно само сосема еден краток коментар. Во меѓувреме додека говоревме како настана дупката, колку на тоа влијаеше субвенциите, а имаме најава и за нови. Социјална пензија, пензија за секого за лице на 65 години кои немаат најмалку 15 години работен стаж и првичните пресметки не се официјални, би била некаде околу 90 евра, првична проценка 20.000 такви лица, тоа значи 1,8 милиони евра месечно или дополнителни над 21 милион годишно оптоварување на фондот. Значи, ако ова се прифати на товар на фондот за пензиско, добиозот ќе се зголеми. Се разбира дека сметам дека други дополнителни товари не треба да се прифатат, а дека треба да паднат на товар на буџетот, ако се има намера нешто такво да се прави, односно на соодветни програми на тој што ги предлага, значи да најде извори за финансирање. Тоа е една работа, а сето друго ќе значи само пак повторно некаква влада која што се обидува да купува поени, а да остава за идните генерации да го решаваат со уште нови посилни и полоши мерки. И сега завршното прашање, што очекувате? Рековме, се согласивте сите дека ова што го предлага Меѓународниот монетарен фонд е многу ригидно, неприфатливо, несоодветно за Македонија. Што е она што се го очекувате еве да произлезе од експертите на Светската банка и да биде прифатлив реално модел, имајќи ги предвид и околностите во Македонија. Надвор од ова што вие како експерти сте го симулирале, бидејќи секогаш политичарите носат некои поинаки одлуки. Сметаме дека предлозите на Меѓународниот монетарен фонд се преригидни за македонски услови. Очекуваме микс на мерки кои што ќе значат учество на сите партиципенти на поднесување на товарот. Од вработените на крајот, пензиската староста за пензионирање остава настрана, значи работодавачите, фондот, стапката и така натаму. Во тој контекст сакам да верувам дека ќе се најде микс што ќе значи решение. Да, значи, она што треба да се... Прво мислам дека проблемот е предимензиониран од страна на ММФ, дека со тоа што ќе следи во наредните години исплата на пензии од вториот столб, ќе се намали оптоварувањето на фондот за пензиско осигурување и дека нема потреба од зголемување на старосната граница. Владата она што треба да направи е да ги преземе мерките кои ги вети во изборната програма, а за кои ги доби гласовите на граѓаните, а тие мерки вклучуваат да се затворат дупките кои беа отворени од минатата влада, особено максималната граница која ги избогатува најбогатите дополнително, понатаму воведување на прогресивно оданочување, со што ќе располагаат со зголемени приходи, со кои ќе можат да ги решаваат проблемите. Исто така треба да се размисли околу придонесите од социјално осигурување, бидејќи економските анализи за претходниот период покажуваат дека тие не донесоа дополнително вработување, туку донесоа дополнително збогатување на газдите, така што едноставно тука треба да се наоѓаат решенијата, а не на грбот на работниците. Петрески, како да се направи тој баланс? Оно што би го очекувале од експертите на Светска банка, меѓутоа до некаде и наша препорака е
оваа структурна реформа која што ќе настане да биде комбинирана, да биде со различни мерки кои што ќе го поделат тој товар, меѓутоа исто така многу значајна треба да биде во еден многу долг период, затоа што проблемите во дефицитот не настанале од вчера и не очекуваме да се решат утре, туку да биде еден консензус помеѓу сите засегнати страни дека во следните 10, 15, па можеби и 20 години ние ќе бидеме под реформа, меѓутоа таа реформа ќе значи постепени промени кои што нема да се почувствуваат веднаш и нема да имаат негативни ефекти како врз сиромаштијата, така и врз невработеноста. Од друга страна, главната препорака до моменталната влада е сите оние усогласувања кои на пензиите да не се паушални, туку да бидат во рамки на оној законски максимум, а од друга страна да се избегнуваат мерки кои ќе бидат натовар на пензискиот фонд или потенцијално ќе ја намалат ефективната граница на пензионирање. Ви благодарам на сите за вечерашното учество во топ тема на ваша страна. Се надевам со по-детални анализи веќе во март, за кога се најавува и владината стратегија. Останете и натаму со Телма вечерва во ноќно студио, со вас е Борјан Јовановски.